избран женику на душите и срцата, ти кој со своето вочовечување и со смртта на крстот се венча за секогаш со сиот род човечки и ни го даде залогот на вечниот живот, самото пречисто тело и крвта своја. Еве, според зборовите твои и јас, недостојниот, дрзнувајки се, пристапувам кон твојата божествена трпеза и восхитен од незиното величество повикувам: Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Ангелот Твој при Исаија боговидецот со разгорен јаглен од олтарот небесен си го испратил, со него да ја очистиш устата негова, зашто кога те виде, кај на престолот седиш заради скверноста својата гуваше. Јас пак, осквернетиот во душата и телото, како ќе се осмелам да пристапам и да се причестам со Твоите божествени тајни, ако Ти самиот не ме очистиш од озгора? Затоа од длабочината на душата Ти повикувам: Исусе преблаг, допри ги со благодатта Твоја и моите нечисти усни. Исусе, изгори го трњето на многуте мои прегрешенија. Исусе, созидај во мене чисто срце и дух прав обнови во утробата моја. Исусе, изведи ја од понорот на страстите бедната душа моја. Исусе, уништи ги во мене скверните помисли и лукавите похоти. Исусе, исправи ги раслабените мои стапки на патот на заповедите Твои. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Со желба си посакал да ја јадеш со учениците последната пасха пред страдањето свое и да им го предадеш меѓу нив последниот најголем залог на Твојата љубов. 2 дена порано испраќајќи двајца од нив во Ерусалим за да ја приготват. Поучувајќи се од ова како треба и ние благовремено да се приготвиме за јадењето на нашата божествена пасха, телото и крвта Твоја, благодарствено Ти воскликнуваме: Алилуја! Собој ги обувките од нозете своји, зашто земјата на која стоише света, си му рекол на Мојсија од капината која гореше, а не согоруваше, од Твоето вонеа невидливо присуство. Путирот со божественото тело и крвта Твоја, навистина повозвишен и посвет е од несогорливата капина. Јас пак осквернет, нечист и сиот предаден на гревот сум, затоа со смирение и вера Ти повикуваме: Исусе семоќен, слечи го од мене стариот човек со делата негови. Исусе, умртви го семето на гниењето што во мене се вгнездило. Исусе, раскини ги оковите на гревот со кој врагот ме врза. Исусе, дај ми срце и дух скрушен. Исусе, изгони ги од мене искушенијата и соблазните. Исусе, утврди ме во верата и љубовта кон Тебе. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Отците наши јадеа мана во пустината и умреа. Јас сум лебот на животот, кој слегува од небесата. Кој од него ќе јаде, жив ќе биде за навек. И лебот кого јас ќе ви го дадам е моето тело. Него јас го предавам за живот на светот. Си им рекол на јудејците, кои што сакаа од Тебе чудо да видат од небесата, подобно на маната Мојсеева. Него пак, ние слушајќи го и раскажано во собитие гледајќи го, со страв воскликнуваме: Алилуја! Станувајќи од вечерата, како што раскажува апостолот Јован, и со убрус препашувајќи се, нозете на учениците си им ги измил, самиот поучувајќи не, да не пристапуваме на божествената трпеза Твоја, неизмиени со солзите на покајанието за гревовите наши, чувствувајќи огромната потреба од ова таинствено миење и оскудноста од солзи на моето ожесточено срце, со Петар Ти повикуваме: Исусе, предобар самиот изми ги не само нозете, туку и рацете и главата. Исусе, открија пред мене бездната на мојата душевна пропаст. Исусе, отвори во мене извор на скрушеност срдечна. Исусе, пороси ме со капките на Твоето милосрдие. Исусе,
обуви ме со стравот од судот и вечните маки. Исусе, разбуди ја совеста заспана во мене и укрепи го гласот неизин. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Нели е ова Исус, синот Јосифов, чија мајка и татко ги знаеме? Како вели он од небесата слегол? И како може да ни го даде телото свое да го јадеме, зборуваа меѓу себе евреите, откако го слушнаа преславното Твое ветување, дека ќе им се дадеш на верните за храна. Не разбираа, заради скаменетоста на срцата своји, да со смирение да поверуваат и кон Тебе да воскликнат Алилуја. Ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта Негова, живот нема да имате во себе. Си им го објавил на јудејците закаснати во верата Словото, кое беше претешко за слушање, и за некои од Твоите ученици, кои се уште не ја знаеа тајната на Царството Божјо. Ние пак, заблеснати со светлоста на Евангелието и со откриено лице гледајќи ја Твојата божествена слава, со вера и љубов Ти повикуваме. Исусе, Ти кој семоќен си во величеството и крепоста Твоја. Исусе, Ти кој твориш и извршуваш повеќе отколку што можеме и да помислиме. Исусе, Ти кој мана некогаш како предзнак на сегашново таинство одожди. Исусе, Ти кој како праобраз на истото вода од каменот источи. Исусе, Ти кој облак од подполошки за храна на гладните јудејци во пустината им испрати. Исусе, Ти кој пред очите на неверните јудејци со 5 леба 5000 души насити. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. На учениците кои на вечерата јадеа, откако го зеде лебот, го благослови и го прекрши. Им го даде велејки: примете јадете, ова е моето тело, кое за вас се прекршува за прошка на гревовите. Ова божествено и пресладко слово, слушајки го, со благодарност воскликнуваме Алилуја. Оној кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, во мене живее и јас во него. Тој ќе има живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден, во воскресение на животот и блаженството. Посакувајќи со ова воскресение во живот, да се удостоиме од длабочината на душата да Ти повикуваме. Исусе, пристапи кон оној што сака со Тебе да се соедини. Исусе, влези во утробата, во сите состави и сите коски мои. Исусе, биди му светлина на мојот помрачен разум. Исусе, исполни ја со себе ненаситната бездна на моето срце. Исусе, зборувај со гласот на совеста моја. Исусе, движи ја и управувај со волјата моја. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Вистина, вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде, си им рекол со тага во духот на учениците Твои на вечерата, а тие, како чисти од помислата да те предадат, да не сум јас? Те прашуваа секој поединечно, покажувајќи ја со ова длабочината на своето смирено мудрие, што да Ти речам пак јас кој 7 пати дневно те предавам и те изневерувам, но сам Ти запази ме, да не отстапам до крај и да Ти воскликнувам благодарно Алилуја. Како што ластарот самиот од себе плод не може да изнедри, ако не биде на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. А кој биде во мене и јас во него, тој ќе принесе многу плод со ова, тајнодествувајќи си ги поучувал возлюбените Твои ученици на патот на Гециманија. Внимавајќи на оваа Твоја поука и знаејќи ја немоќта на моето естество, без Твојата благодат, усрдно Ти повикувам. Исусе, небесен градинаре, самиот насади ме во животоносната Твоја градина. Исусе, вистинска лозо, укрепи ме на себе мене, лозата дива. Исусе, корен несовенлив,
исполни ме со сокот на вечниот живот. Исусе, победител на секоја умртвеност, оплеви го она што е усушено во мене од жегата на страстите. Исусе, прекрасен во добрината, украси ме во цветовите на добрите чувства и помисли. Исусе, богат во милоста, сочувај ме со плодовите на вистинското покаяние и правда. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Кој е тој што ќе те предаде, прашуваше ученикот што се наслони за време на вечерата на Твоите гради. Оној е, си одговорил, кому јас натопувајки залак ќе му подадам. Натопувајки леп си му го дал на Јуда Симонов Искариот, поттикнувајки го на покаяние, а тој самиот, сиот ожесточен од духот на злобата, не посака да го разбере гласот на љубовта на својот учител и Господ. Од ваквата жестокосрдечност да биде избавен со Твојата благодат, оној што непрестано ти повикува Алилуја. Сожалувајки се на немоките на нашето естество, на кое непријатно му е да вкуси човечко тело, не откриено, туку во вид на лепи вино си благоизволил да ни го дадеш пречистото тело и крвта, премудро и со човеколюбие устројувајќи го секое дело на нашето спасение. Исусе, најспасителните Твои таинства си ги приспособил на немоките на нашиот разум и чувства, восхитувајќи му се на таквото снисходење на премудроста Твоја кон немоките на нашето естество, благодарно ова Ти го славословам. Исусе, за уверување на оние што се сомневаат во светата трпеза многу пати, наместо лепи вино, самото тело и крвта Твоја си ги прикажал. Исусе, на достојните служители на олтарот, пресветиот дух, кај слегува за осветување на даровите си им го покажал. Исусе, наместо недостојните служители на олтарот, ангелите Твои невидливо, за извршување на божественото таинство си ги испратил. Исусе, со јавувањето на чудата на пресветата трпеза, мнозина од зловерните кон верата си ги обратил. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. И полебот, откако издајникот го вкуси од Тебе дадениот залак, како што раскажува свети апостол Јован, влезе во него сатаната. Леле, каква страшна казна за неверието! Леле, какво злосрекна судба за издајникот! Оној што требаше во спасението да биде, во смрт и погибел се најде. Пред ваквиот суд на Твојата правда, побожно стојам со страф и трепет Ти повикувам Алилуја. Ова превете го во мој спомен, си им рекол на учениците на вечерата, давајќи ја во вид на вино крвта своја. Затоа секогаш кога јадеме од лебот и пиеме од чашата, смртта Твоја ја објавуваме по зборовите на Свети Павле. Сеќавајќи се сега на Твоите страдања, со умиление Ти воскликнуваме. Исусе, во рацете на Твоите непријатели, за спасение на светот драговолно си се предал. Исусе, не си допуштил легионите ангели да долетаат во Твоја заштита. Исусе, на неверниот ученик Петар, со поречувањето на пеење на петелот и со погледот кон него, кон покаяние си го обратил. Исусе, на Кајафа и Пилата кои неразумно те испитуваа, не им одговори. Исусе, од крстот Отецот си го молел за отпуштање на гревовите на оние кои те распнаа. Исусе, на Твојата мајка возлюбениот ученик премилосрдно за син си го доделил. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Јудо, со целивот ли синот човечки го предаваш, си повикал горко кон ученикот неверен, кога дојде тој со толпата во Гециманската градина, сакајки со целив да те предаде. Но овој преостар збор не ја порази со покаяние неговата душа, во зло жесточена. Знаејќи ја непостојаноста на мојата волја, се плашам да не Ти го дадам јас неблагодарниот целив како Јуда.
Затоа ти сам укрепи не со благодата Твоја, да со благоразумниот разбойник секогаш да ти повикувам. Алилуја. Оче, сите едно да бидат како што си ти во мене и јас во тебе, па така тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ме пратил. Така си возгласил во последната голема молитва кон Отецот. На овој пресладок Твој глас одзивајки се, во силата и на молитвата Твоја надевајки се, во вера ти воскликнувам. Исусе, ти кој сите воедно ги собираш, соедини не сите нас неразделно со Тебе и Отецот Твој. Исусе, ти кој сите ги помируваш, дај да бидеме едномислени во верата и љубовта кон Тебе. Исусе, ти кој не трпиш кавги и поделби, уништи ги злочестивите ереси и расколи. Исусе, ти кој сите ги љубиш и милуваш, собери ги во едно стадо сите загубени овци. Исусе, ти кој на сите мир им даваш, згасни ја зависта и противречноста меѓу оние што го повикуваат Твоето име. Исусе, ти кој ме причестуваш со самото тело и крвта Твоја, благоволи да бидам на вистина плод од Твојата плод и коска од Твоите коски. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. На свадбата во Кана Галилејска, водата во вино претворајќи ја, првиот знак на Твојата божествена сила си го покажал. Одејки пак на крст како женик на душите, последното чудо на љубовта, на оние што веруваат во Тебе си им го јавил, за претворањето пак на лебот во тело Твое и на виното во крв Твоја, со кого јас се наситувам на живот вечен, благодарно Ти повикувам. Алилуја. Во денот на Твоето воскресение, патувајќи со двајцата од учениците Твои во образ на патник во Емаус, си ги поучил за тајната на страданијата Твои, а ним очите им беа заслепени, за да не Те познаат, иако срцата им гореа од сладоста на зборовите Твои. Кога пак, согласувајќи се на нивното молење, си влегол со нив, да отпочинеш и благословувајќи го лебот, си им го дал, тогаш очите им се отворија за да Те познаат. Слично на овие ученици, се осмелувам и јас со смирение да го вознесам кон Тебе и ова молење. Исусе долготрпелив, не оставај ме мене на патот на животот заради оскудноста на мојата вера. Исусе, научи ме како и оние да ги разберам пророштвата за Тебе и тајната на благодатното соединување со Тебе. Исусе, стопи го и разгори го, како на овие ученици и моето студено срце. Исусе преблаг, остани и со мене, зашто веќе одминал кон вечер денот на мојот живот. Исусе, дај ми да Те познавам во сегашното прекршување на таинствениот леб и пиењето на чашата. Исусе, направи и јас, спознавајќи ја силата на Твојата љубов, да бидам исповедник нејзин за моите браќа. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. На победникот си му ветил дека ќе јаде од дрвото на животот, кое е среде рајот Божји, и од таинствената мана. За оваа храна на небесата, подготовка на земјата, нека ми биде причестувањето со телото и крвта Твоја, кон кое јас недостојниот сега пристапувам, воскликнувајќи Алилуја. Оној што недостојно јаде и пие, судот свој го јаде и пие, не разликувајќи го телото и крвта Господова, ги вразумува оние што пристапуваат кон причестувањето, спомнува небесниот Павле. Затоа и јас се плашам и треперам заради недостојноста своја, но долго оддалечувајќи се од заедницата со Тебе, да не бидам уловен од духовниот волк, пристапувам кон Тебе молејќи се. Исусе, прими ме и мене како што си ги примил митарот, блудницата и разбойникот. Исусе, не гнаси се да влезеш под покривот на мојата душа, иако сиот е пуст и урнат. Исусе, отвори ми ги моите духовни очи, како што си му ги отворил на слепородениот.
Исусе, заповедај ми и мене, како на расслабениот, стани и оди. Исусе, пресуши го поројот на нечестивите жилби на мојата душа, како што си го сопрел течењето на крвоточивата жена. Исусе, исцели ја лепрота на душата и совеста моја. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Заради зависта на ѓаволот, која со устата на змијата зборуваше, сиот род човечки, со вкусувањето од забранетиот плод, рајот го загуби и на смртта й се предаде. Со вкусувањето пак од пречистото тело и крвта Твоја, сите земнородни повторно со вечен живот се удостојуваат и во првото достојание восходат, зашто лек за отровот змијски и семе на бесмртноста е причестувањето со животворните Твои тајни. Затоа благодарно Ти повикуваме, Алилуја. Ете, пред сосадот со божествените Твои тајни стојам и не отстапувам од моите лукави помисли. Единствено семоќната Твоја благодат не ободрува и привлекува. Затоа, нурнувајќи се во бездната на Твоето милосрдие, воскликнувам. Исусе, Ти кој ги повикуваш во покој Твој, сите изморени и обременети, прими ме и мене изморениот од светската суета. Исусе, Ти си дошол да ги повикаш не праведниците, туку грешниците на покаяние. Разреши ми и мене од гревовите и страстите мои. Исусе, Ти кој ја исцелуваш секоја болка и секоја рана, исцели ги раните и гноењето на душата моја. Исусе, Ти кој ги наситуваш гладните, насити ме со телото и крвта Твоја. Исусе, Ти кој мртвите ги воскреснуваш, оживи ме мене умртвениот од гревови. Исусе, Ти кој си го победи ладот, извлечи ме од устата на духот на злобата. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. О пресладок и добар Исусе, Ти кој непрестано снисходиш како маната од небесата, за храна на душите и телата наши, во тајната на пречистото тело и крвта Твоја, удостој ме неосудено да се причестам со Твоите божествени тајни, та исцелен, наситен, осветен и обожен со Тебе за навек, благодарно да воскликнувам, Алилуја, Пресвета Троица спасине. О пресладок и добар Исусе, Ти кој непрестано снисходиш како маната од небесата, за храна на душите и телата наши, во тајната на пречистото тело и крвта Твоја, удостој ме неосудено да се причестам со Твоите божествени тајни, та исцелен, наситен, осветен и обожен со Тебе за навек, благодарно воскликнувам, Алилуја, Пресвета Троице спасине. О пресладок и добар Исусе, Ти кој непрестано снисходиш како маната од небесата, за храна на душите и телата наши, во тајната на пречистото тело и крвта Твоја, удостој ме неосудено да се причестам со Твоите божествени тајни, та исцелен, наситен, осветен и обожен со Тебе за навек, благодарно да воскликнувам, Алилуја. Ангелот Твој при Исаија боговидецот со разгорен јаглен од олтарот небесен си го испратил, со него да ја очистиш устата негова, зашто кога те виде, кај на престолот седиш, заради скверноста својата гуваше. Јас пак, осквернетиот во душата и телото, како ќе се осмелам да пристапам и да се причестам со Твоите божествени тајни, ако Ти самиот не ме очистиш од озгора? Затоа од длабочината на душата Ти повикувам. Исусе приблаг, допри ги со благодата Твоја и моите нечисти усни. Исусе, изгори го трњето на многуте мои прегрешенија. Исусе, созидај во мене чисто срце и дух прав обнови во утробата моја. Исусе, изведи од понорот на страстите бедната душа моја. Исусе, уништи ги во мене скверните помисли и лукавите похоти. Исусе, исправи ги расслабените мои стапки на патот на заповедите Твои. Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе.
избран женику на душите и срцата, ти кој со своето вочовечување и со смртта на крстот се венча за секогаш со сиот род човечки и ни го даде залогот на вечниот живот, самото пречисто тело и крвта своја. Еве, според зборовите твои и јас недостојниот, дрзнувајки се, пристапувам кон твојата божествена трпеза и восхитен од незиното величество повикувам: Исусе, Боже на моето срце, дојди и соедини ме за навек со Тебе. Верувам, Господи, и исповедам дека си Ти навистина Христос, Син на живиот Бог, кој дојде во светот за да ги спасиш грешниците, од кој прв сум јас. Уште верувам дека ова е Твоето пречисто тело и Твојата скапоцена крв. Ти се молам, помилуј ме и прости ми ги прегрешенијата, волни и неволни, извршени со збор или дело, свесно или несвесно, и удостој ме без осуда да се причестам со Твоите пречисти тајни, за прошка на гревовите и за живот вечен. Амин. Крај слава и пофалба на Бога.